Подигање триумфална порта во чест на ценета, цивилна или државничка личност, во Битола за прв пат е регистрирана на 20 јуни 1911 година. И му била посветена на последниот султан што ја посетил Битола, Решат Пети. Всушност не била една, а биле 4. Првата била поставена при влезот во градот од страната на железничката станица, технички факултет, од каде доаѓал султанот со возот од Солун, останатите од левата страна на реката Драгоа. Најгорната се наоѓала пред резиденцијата на султанот, денес ректорат, потоа пред стариот сарај, денес општина и суд, и третата нешто подолу. Сите биле богато украсени со зеленило од цвеќиња, знамиња и со пораки од Куранот. Имало и голем број на други арки кои што биле подигнувани и украсувани во чест на кралот Александар Караѓорѓевиќ, председателот на кралската влада Милан Стојадиновиќ, патриархот Варнава и други личности. Некогашната градска болница Гураба Хаста Хане се наоѓала во денешниот објект на трикотажа Пелистер. Самиот назив Гураба значи сиромав на турски и така го добива своето име. Заедно со болницата за душевни болни Тимар Хане и болницата за кожно венерични болни Франги Хастак Сане биле изградени во времето на Абдул Керим Паша, кој бил битолски валија во периодот од 1895 до 1901 година. Легендата за песната Битола Бабам Битола. Никој не знае кога, каде и како настанала најпознатата песна за Битола, ама има една легенда. Легендата вели дека си бил некој турски војник кој служел војска во Битола. Кога дослужил, се вратил дома, назад во Турција, па татко му го прашал: "Синко, ти беше до крајот на царството, дури во градот Битола, ајде раскажи ми што виде таму." А синот пак бил многу воодушевен од Битола и животот во неа, па рекол: "Битола, бабам, Битола, таму се живот живее, таму се јади и пие, Битола е мајска природа, Битола е рајска градина, со лични моми убави, на лице бели цвени." Знаеме дека библиотеката во Битола се вика Свети Климент Охридски, но порано таа имала и други имења. Како се викала? Порано, ајде да видиме во продолжение. Во периодот од 1945 до 1947 година, таа се викала Градска народна библиотека. Од 1947 година до 1952 година, Дом на културата. Од 1952 до 1960 година, Градска библиотека. Од 1960 до 1964 година, Матична библиотека. Од 1964 до 1980 година, таа го има името Матична библиотека Климент Охридски. Од 1980 до 1995 година, таа се вика Матична и универзитетска библиотека Климент Охридски Битола. Од 1995 до 2004 година, Матична и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола, и од 2004 година па до ден денес, таа се вика Национална установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола. Во мојата Битола постојат многу куќи кои што се од стар тип. Овие куќи имаат голем број на прозорци кои што се дрвени над кои што има поставено железни конструкции, ролетни или пак на нив има поставено дрвени капаци. Имаат дрвени или железни влезни врати кои што се во правоаголна или полукружна форма. Куќите имаат балкони кои што претежно се железни. Дополнително околу прозорците има стубови, но и често на стубовите има и некои фигури од ликови. Во многу куќи може да се сретнат и балустери кои што се дел од балконите или пак од оградите на скалите кои што се наоѓаат од влезот на куќата. Околу влезните врати на овие куќи има и поставено по 2 големи стубови. Доста вакви куќи може да се најдат на убавецот Широк Сокак, но ги има и на други улици низ градот.
Стоковната куќа Јавор. Стоковната куќа Јавор е изградена на местото на некогашниот житни пазар и беше пуштена во употреба во 1975 година. Јавор во тоа време беше трговско предпријатие во подем. Објектот, надворешно, е изграден во модернистички, помалку бруталистички стил, типичен за тој период од 20-тиот век. Има 5 нивоа: подрум, приземје, 2 ката и најгоре канцелариски простор. Внатрешно, стоковната куќа беше со отворен концепт, со модерен изглед и организирана по штандови. Во тоа време беше единствен објект во градот кој имаше ескалатор и лифтови за комерцијална употреба. Во најгорниот кат имаше снегбар, кој за некое време беше врталиште на младината. Конципирана во стилот с на едно место, тука можеше да се најди роба многу поразличена од другите две стоковни и продавниците, тие воглавно припаѓаа на нова трговија и тоа ја правеше атрактивна не само за битолчани, ами и за купувачите од соседните градови. Едно време оваа стоковна куќа стана Марди, а денес во неа е сместен Вајкики, маркетот Кипер и Базаро. Црвена касарна, изградена 1837 година, се наоѓала во местноста Шехралти, Подград, на местото викано Гокче Бунар, денес кај спортската сала. Имала капацитет од 10.000 војници, за незината градба биле потрошени 925.000 гроша. Била уништена во 1917 година, била на 3 ката и имала пречник од 180 на 180 метри. Бела касарна, изградена 1884 година, се наоѓала во местноста Миризливи ливади или Паша Капуси. Имала капацитет од 8.000 војници и 1085 коњи. За нејзината градба биле потрошени 925.000 гроша. Била уништена во 1917 година, била на 2 ката и имала пречник од 180 на 180 метри. Паркот Носхетие или Единство се наоѓал на местото на денешниот градски парк во близина на млинот и железничката станица, наспроти Белата касарна. Паркот бил направен во времето на познатиот Валија Абдул Керим Паша. Местото каде бил направен паркот, претходно била мочурлива површина, неугледна за тогашното шеталиште и влез во градот, а во исто време и извор на зарази за војската и цивилното население. Во паркот се наоѓал киоск во кој се собирале офицерите во попладневните часови и во слободното време, а истиот се користел и за прослави како што било прогласувањето на новиот устав за време на Младотурската револуција. Токму за време на Младотурската револуција, паркот бил преименуван во Парк на слободата. Камениот мост во Битола беше голема знаменитост и убавина за битолчани со својот стар стил на градба и единствен таков како последен останат камен мост во градот. Со покривањето на реката Курделец над која се наоѓал мостот во пресек со широк сокак завршува и неговата намена пошто се асфалтира улицата Солунска. Камен мост уште остана како синоним и топоним помеѓу битолчани, место каде како деца пуштале бродчина во реката, се бркале и жбуркале во водата, потпрени на него го направиле првиот шмек или бакнеш кон својата љубена. Ески џамија во Битола ја подигна Сингур Чауш беј во 1435 година и беше првата и најстарата џамија на Балканот. Во 1956 година беше урната со динамит од тогашните власти. Таа беше позната како Сингур Чауш џамија, па Ескин џамија и Атик или Солак џамија. Нејзината локација беше кај од Каршија Јавор стоковната, Пекмес пазар. Пекмес пазар се наоѓал помеѓу Саат кулата и Јени џамијата. Тој бил составен од дуќани градени во половината на 16 век од Мехмет Ефендикадија, чиј собственик и бил, заедно со Јени џамијата. Во него се продавал мед, пекмес, сладки и други благи работи. Хотелот Босна е граден во 19 и почетокот на 20 век и е дело на големиот Керим Паша. Хотелот бил познат по својот црвен салон, пердињата и килимите. Негови газди биле некои непознати луѓе од С. Маловиште, па после браќата Перо и Ташку Чомо, Никифор Јефтик и Горчу Куртовски. Босна изгорела во 1936 година во пожар. Хотелот Босна бил лоциран на самиот широк сокак, кај кружните клупи, пред Домот на културата.
Стар театар, стариот народен театар во Битола беше на местото пред сегашниот дом на културата, на плоштадот Гоце Делчев, бил срушен во 1980 година. Некогашната книжарница на Илија Иванов се наоѓаше на самиот агол, сегашна продавница за чевли или подвожњак кај Краш, како што го знаеме ние битолчани. Американска женска болница на Американскиот црвен крст функционирала за време на Првата светска војна, се наоѓала непосредно до градскиот часовник. Оваа болница располагала со 65 кревети. Свети Константин и Елена, позната и како Влашка црква, представува православен храм на влашката етничка заедница во Битола. Се наоѓа во населбата Стара болница. Црквата била изградена во 1903 година, на местото каде сега се наоѓа хотелот Епинал. Откако била срушена со цел да се изгради хотелот, во 1969 година била повторно изградена во Влашкото Маало, на местото каде се наоѓа и денес. Еврејска синагога Аврата. Илкал Дила Хавра, некогашна еврејска синагога, една од 9 синагоги кои преживеале во Битола. Бил репрезентативен објект, кој преживувал до пред 20 години. Бил срушен при крајот на 80-тите години од 20 век. Црквата Свети Никола во Битола била срушена за да се изградат згради и паркиралиште, пошто неколку работници доживеале несреќи, а една од зградите мистериозно се рушела. Црквата Свети Никола во Битола на своите плеќи носи еден од најголемите станбени и деловни комплекси во градот, познат како Грозд. Тој бил меѓу првите храмови во градот. Во социјализмот бил срамнет до темели за на негово место да се изградат други урбани целини. Битолчани раскажуваат дека тројца работници што учествувале при рушењето починале за нецела година, а една од ламелите се рушела од ништо, додека во темелите не ставиле икона од светецот. Се раскажува дека црквичката се наоѓала на местото каде што е денес паркиралиштето на улицата Ѓуро Ѓаковиќ. Дури 40 години по рушењето беше направен параклис на 300 метри од некогашното место. Хотел Јефтик бил хотел во Битола кој што се наоѓал на улицата Рузвелтова. Овој хотел бил изграден во 1925-1926 година. Сопственикот Никифор Јефтик бил србин од Ужице кој дошол во Битола за време на Балканските војни и се оженил со битолчанката Катина. Хотелот имал 22 соби и бил првиот хотел кој вовел струја во секоја соба. Во рамките на хотелот, во приземниот дел, работело и кино со околу 300 седишта. Киното било успех само за себе. Во него гостувале еминентни класични оркестри, камерни состави бидејќи имал голема главна сала. Ташко Тасевски, Тасич, бил некогашен рецепционер во хотел Јефтик, кој сега не е меѓу нас, но преку неговите приказни и сеќавања прераскажани на неговите внуци и роднини, меѓу кои и Денис Бајрамов, се уште живее. По неговите кажувања хотелот Јефтик бил еден од првите хотели и објекти каде тогаш вимало струја во Битола, хотел каде престојувале најбогатите гости, трговци и домаќини, еминентни и галантони господа меѓу кои и германските воени офицери. Кога дошле во Битола, тие престојувале во хотелот Јефтик, каде се служело со исклучиво германски прибор и порцелан, кој во тоа време бил најдобар и најквалитетен. Семејството на Ташко се уште има примерок од нив. Неговиот син Томе, дедо на Денис, како дете доаѓал секој ден на посета кај него на работа, тогаш кога офицерите престојувале таму. За прв пат во животот од нив добил и пробал чоколадо, пошто останал зачуден од вкусот кој дотогаш го немал пробано. По неколку месечен престој германските офицери си заминале од Битола, од хотелот Јефтик, се поздравиле со Ташко, на кој за неговата чесна и верна услуга како поклон му доделиле кожна офицерска чанта и чевли кои светеле како огледал. Австрискиот конзулат се наоѓал во објектот Магнолија со адреса на главната улица Широк Сокак број 37. Градбата била изградена во втората половина на 19 век како собственост на битолскиот рентиер Икономов. Објектот на некогашниот грчки конзулат се наоѓа во близина на црквата Свети Димитрија, на аголот каде што се поврзуваат улиците Кирил и Методиј и Славко Лумбарко. Градбата исто така се користела како објект на собранието на општина Битола.
Градбата била изградена во 1903 година покрај тогашната улица на конзулатите. Таа била во сопственост на црквата Свети Димитрија, но брзо по нејзиното градење била дадена под наем на грчкиот конзулат. Конзулатот во овој објект бил сместен до 1912 година. Објектот е граден под влијание на архитектонските стилови во Западна Европа при крајот на 19-тиот век, со елементи на барокна и класицистичка декорација. Во близина на некогашниот камен мост во Битола, на улицата Солунска број 226 се наоѓа објектот во кој бил сместен стариот италијански конзулат. Градбата била изградена на крајот на 19 и почетокот на 20 век. Според архитектонските карактеристики, овој објект припаѓа на стилот еклектична градба со неокласични елементи, тимпанони, капители и слично. Северната и источната фасада се исполнети со симетрично распоредени отвори, со тимпанони над прозорците на катот, со богата профилација која е застапена и околу прозорските венци. Концепциски е решен со визба, приземје и кат. Приземјето со визбата се одделени со меѓукатен венец, а истото е направено и меѓу првиот и вториот кат, како и кровниот венец кој е богато профилиран. Италија меѓу последните отворила конзулат во Битола, но таа е и една од последните што го затворила. Италијанскиот конзулат во Битола ја прекинал својата работа во 1945 година. Објектот во кој бил сместен стариот руски конзулат се наоѓа на улицата Пеце Матичевски број 22, одзади Национална установа Центар за култура Битола. Градбата била подигната во 1905 година и со своите архитектонско-естетски карактеристики представува еден од највпечатливите типови на академизам во битолската градска куќа. Кај објектот јасно се забележуваат влијанијата на неоренесансата и неокласицизмот, изразени во расчленувањето на фасадната маса, распоредот на отворите, украсите околу истите, како и односот на модулите по хоризонтала и вертикала. Бил затворен во 1915 година. Објектот на стариот францускиот конзулат во Битола се наоѓа на улицата Кирил и Методиј број 6, десно од објектот на некогашниот грчки конзулат. Овој објект се користел од страна на собранието на општина Битола и денес е прогласен за објект на културно наследство на Македонија. Градбата била изградена во 1903 година и била во сопственост на црквата Свети Димитрија. Таа и претходно се користела како административен објект, пред таму да се премести францускиот конзулат. Архитектонската концепција на објектот е комбинација од станбена зграда и објект од јавен карактер. По своите стилски карактеристики, објектот представува пример на чист француски неокласичен стил од архитектурата на 19 век. Приватната клиника Битолј, позната и како санаториум Битолј, била сместена во објектот кој денес го знаеме како Белата куќа. Клиниката најверојатно била отворена во 1931 година. Куќата на Мијалче Петров била куќа направена во 1929 година. Мијалче бил керестеџија, трговец со градежни материјали, и со неговиот брат му имале дуќани на Широк сокак. Материјалот за куќата бил донесен од Киев, бидејќи сакал да биде со врвен квалитет. Оваа куќа се наоѓала на местото на денешниот дом на култура, поточно десно од рампата и од некогашниот руски конзулат. Во објектот каде што е студентскиот дом во Битола, се наоѓала турска воена болница. Била изградена во 1885 година во времето на валијата Ахмет Ејуп Паша. Во ова болница работеле исклучиво странци и лекари кои го стекнале своето образование во странство. Најголемиот дел од вработените биле грци, евреи и италијанци. Интересно е да се спомене дека во оваа болница се вршела и вакцинација против сипаници, кои биле особено честа појава во Битола. Во 1908 година оваа болница го добила првиот рентген апарат. После Првата светска војна тука повторно била сместена воена болница, која ја користела српската војска се до 1941 година. По ослободувањето, во 1949 година,
Оваа болница прераснала во специјалистичка болница за болни од туберкулоза. Со формирањето на Универзитетот СВ Климент Охридски во Битола било решено комплексот на големата воена болница да се пренамени за сместување и исхрана на студенти. Во 1980 година објектот станал студентскиот дом Кочорацин и како таков се користи и ден денес. Сиропиталиштето СВ Никола Богдај се наоѓало во близина на Црн мост, во објект кој бил некогашна беговска куќа. Пред да стане сиропиталиште, во 1935 година, објектот работел како интернат за средношколци. За време на Втората светска војна се користел како дел од бугарскиот затвор и заради оваа дејност бил срушен по ослободувањето. Со сиропиталиштето управувал светиот владика Николај Велимировиќ. Преку настаните што се опишани во книгата избрани записи и кореспонденција на игуменот Ана Аџиќ, владиката Николај бил познат по својата добрина и бил омилена личност кај децата и посиромашните. Тој го купил овој објект и заедно со изворот на светата вода, кој се наоѓал во дворот, го уредил просторот како место каде ќе се хранат и чуваат сиромашните деца од Битола. Сиропиталиштето било посветено на СВ Никола и свечено се отворило на 1 декември 1935 година. Владиката Николај ја назначил Надежда Аџиќ за управител, која подоцна станала калуѓерка Ана и игумен на манастирот Враđевшница. Надежда Аџиќ потекнувала од познато белградско семејство. Таа била побожна, многу образована девојка која се занимавала со хуманитарна работа во добротворното друштво Мајка на Евроноси и во домот за сирачиња во близина на црквата Пресвета Богородица во Белград. Во тој детски дом, се наведува во книгата, Надежда ја посети преосвештениот епископ Охридски и Битолски, Николај Велимировиќ, кој ја оцени нејзината способност и пожртвуваност и ја замоли да оди во Битола и да ја продолжи својата Божја задоволна работа. Сестра Нада пристигнала во Битола на почетокот на декември 1935 година, каде подготвувала храна за сиромашните деца во сиропиталиштето. Децата во сиропиталиштето имале своја песничка, химната Богдај, која им ја пеел владиката Николај. Во песната живописно се раскажува каков бил животот во детскиот згрижувачки дом. Во сиропиталиштето, освен сестрата Надежда, работеле и други сестри, меѓу кои и 3 монахињи кои се грижеле за децата. Децата останувале во него во текот на денот додека не биле на училиште, а помалите деца најголемиот дел од денот го поминувале тука. Едно од децата кои пораснале во сиропиталиштето Богдај било и Лазар Колишевски, познатиот македонски комунист и некогашен премиер. За децата, домот обезбедувал 2 оброка, појадок и ручек. До крајот на 1935 година, за само 1 месец, во домот имало 20 деца. Со почетокот на Втората светска војна, владиката Николај и сестрата Аџиќ се вратиле во Србија и престанало да работи сиропиталиштето Богдај. Некогашната Народна банка на Битола е објект кој што се наоѓа покрај реката Драгор на булеварот 1 мај број 35. Градбата посебно се истакнува благодарение на нејзиниот карактеристичен архитектонски стил, кој представува комбинација на неокласицизам и академизам. Објектот бил проектиран во 1930 година, а изграден во 1932 година. Од 2006 година објектот работи како бугарски конзулат. Пионерскиот дом Трајче Магловски бил културно-образовен центар кој бил формиран во повоените години. Градот Битола го формирал пионерскиот дом со цел да ги образува, воспитува, социјализира и воздигнува креативните способности на децата во нивото слободно време. Него го посетувале многу ученици пионери кои членувале во разни образовни секции, музички групи и спортски тимови. Најдобрите членови се испраќале на разни надпревари на републичко и сојузно ниво, а тие често се враќале со високи пласмани. Тука се учеле првите ноти, англиски зборови, сообраќајни знаци, спортски игри и се откривала магијата на црно-белата фотографија. Првиот пионерски дом бил сместен позади стариот театар, во близина на основното училиште. Гоце Делчев. Секциите и забавните активности за учениците се преместија во новиот пионерски центар на улица Рузвелтова, кој сега е објект во сопственост на евреиската заедница во Скопје.
Трајче Магловски бил партизански курир и учесник во НОП по потекло од село Смилево. Бил ученик во Битолската гимназија. Во една негова мисија тој бил пресретнат од Перо Пачата, македонец соработник на бугарската фашистичка војска во село Лавци и застрелан. Зграда на српскиот конзулат е архитектонска знаменитост во градот Битола. Се наоѓа на улицата Свети Кирил и Методи и број 18, оваа зграда е од 19 век. Објектот се состои од подрум, приземје и кат. Неокласичните фасади се поделени со пиластри, корнизи и симетрично поставени прозорски отвори. Хотелот Солун е една од најспецифичните градби во градот Битола. Објектот бил изграден од трудот, решителноста и солидарноста на тројца браќа. Всушност, градбата може да се опише како олицетворение на поговорката «Сложни браќа, куќа градат». Хотелот се наоѓа на улица Рузвелтова број 17, на север од објектите на поштата и Стопанска банка ад Битола. Браќата Сотир, Ристо и Стефан Спанакови, заедно со своите две сестри, уште од мали останале сираци. Нивниот татко Тале бил меанџија. Заедно со својот Шура Вангел имале кафеа на Јан. Меѓутоа Тале многу млад загинал. Неговата сопруга Анастасија ги продала кафеаната Јанот, и со парите што ги добила успеала сама да ги одгледа своите 5 деца. Сотир, Ристо и Стефан биле многу итри. Додека биле се уште мали, тие се договориле дека ќе собираат пари заедно. По неколку години, кога станале млади момчиња, со парите што ги собирале купиле плац со штала за крави. По некое време кравите ги продале и, по стапките на татка си, изнајмиле кафеана. Од парите што ги спечалиле со кафаната, пак, купиле нов плац и тогаш браќата се одлучиле меанџилакот да го претворат во хотелиерство. Во 1920 година тројцата браќа почнале да го градат хотелот Солун. Дури и самите учествувале во неговата изградба. Хотелот имал површина од 1127 метри квадратни, со двор од 320 метри квадратни. По изградбата, тројцата газди повторно седнале заедно и направиле строга поделба на трудот. Најстариот, Сотир, бил задолжен за економијата на придружните имоти и дејности. Ристо бил обврзан за работата на хотелот и за трговијата. Додека пак, Стефан, за односот со гостите и со муштериите. Во хотелиерството браќата ги ангажирале и своите сопруги, кои се занимавале со чистење, готвење и перење во хотелот. Во 30-тите години Солун станал луксузен хотел. Работел според европски стандарди и имал богата вонпансионска услуга. Хотелот станал омилено место на балканските богаташи. Браќата имале вработено и пајтонџија, а во 1936 година хотелот добил и службена Форд лимузина. Во 1939 година, во хотелот преспал и кралот на Албанија, Ахмед Зогу, кој бил истеран од својата земја од страна на италијанската окупаторска војска. По Втората светска војна објектот бил национализиран. Денес не е познато дали објектот е заштитен или не. Некогашниот хотел Солун моментално е објект во чие приземје се сместени неколку дуќани, а неговиот кат се издава како деловен простор со канцеларии. На денешното место каде што се наоѓа хотелот Епинал се наоѓала кафаната Централ која што била срушена во периодот од 1971-1972 година. Во оваа кафана е компонирана и првата македонска опера Гоце. Хотелот Гранд Хотел Америка, лоциран во непосредна близина на Сали мостот, беше хотел со поголема кафана со сцена за оркестар и соби за ноќевање, објект кој е изграден во почетокот на 20 век и кој порано го користела екзархијата како конституционален клуб и театар. Место каде за прв пат во македонската историја се прикажани представите на големиот Војдан Чернодрински, семејството на престапникот и македонска крвава свадба, жетва на 28 септември 1909 година во Битола. Според сеќавањата на Марија Чернодринска, забележани од Воислав и Илич, посетата на представата била масовна. На представата присуствуваа и неколкумина конзули. Имаше и турци. Салата беше преполна. Меѓутоа, на почетокот на вториот чин, пред кревањето на завесата, погледнав од сцената, од страна,
и со чудење забележав дека многу места во гледалиштето сега се празни. Веднаш му јавив на Војдана. Неколку мига молчеше, неподвижно стоејќи, како закован за штиците. Потоа и самиот погледна дискретно, пошто ми дофрли мене и на другите артисти. Представата ја напуштиле предавниците и непријателите, оние што не ги сакаат нашите идеи. Тие и нека си одат. Представата станала импресивна и опасна. Пораките, зборовите, слегле во салонот, на улиците, во домовите на битолчани и затоа македонскиот театар на Чернодрински не прикажал реприза. Марија и Војдан Чернодрински, заедно со офриѓанецот Пантелеј Куртелов, биле протерани од градот, а групата растурена. Подоцна салонот станува кино, а хотелот го купува господинот Темелко Трајков од Цапари, повратник од Америка, од каде хотелот и го добива своето има Гранд Америка. Покажувањата таму се пуштале филмови уште пред Милтон Манаки да започне со кинопроекциите. Во 1921 година познатиот Паненапе од Прилеп го зема како закупец киното и 3 месеци од 1921 година Напе ќе го разработува тоа битолско кино, но настаните во неговото прилепско кино ќе го примораат да ја напушти Битола и да се врати назад, во Прилеп и да прекини со работа. Амамот кај Каваци или бањата на Ремзи. Името го добива по местото Каваци. Каваци на турски значи тополи, кои биле високо надвиснати над реката Драгори, и тука било омиленото кафе на големиот турски реформатор Мустафа Кемал Ататурк. Сега на ова место се наоѓаат дуќаните на Раде Кончар, амбуланта, хемиско чистење и автоперална, од Каршија музејот на албанската азбука. Бањата после Втората светска војна била целосно разрушена со динамит, за да се отвори простори и да се направи сегашниот булевар 1 мај покрај река Драгор. Објектот кај саат кулата во кој што се наоѓа Стопанска банка е изграден во доцниот 19 век како Отоманска банка и како таков беше користен до 1912 година. По Првата светска војна стана Француско-српска банка, а во текот на Втората светска војна Земјоделска банка. По ослободувањето во објектот во одреден период беше печатницата Киро Дандаро, а подоцна доаѓа Стопанска банка. Јени Амам, нов Амам, представува бисер на ориенталната архитектура во Битола. Сместен во некогашниот дрвен пазар, се претпоставува дека овој Амам потекнува од 17 век. Јени Амам својата функција ја обавувал до првата половина на 20 век. На денешната локација каде што е сместена стаклената зграда во Битола, се наоѓала кафана со име Фросина. На денешното место каде што се наоѓа хотел Молика се наоѓал планинарскиот дом Бегова чешма. Овој дом бил изграден во 1938 година. Во 90-тите година бил демолиран и од него зачувани се делови од камените ѕидови кои го красат ресторанот на хотелот Молика К. Кај касапите се наоѓале на десната страна на Драгорот, под Пекмес пазар. До мостот кај Мушонг, дрвеното мовче кај општината, се викале горните касапи, а од мостот надолу долните касапи. Нивниот број постојано се зголемувал и до почетокот на Првата светска војна достигнал до 65. Во близина на црквата Свети Атанасиј во Смолево има една чешма која што е подарок од Вера и Слободан Павловски со нивната фамилија. И оваа чешма е од 2007 година. Веднаш до оваа чешма постои клупа и маса каде што можете да одморите од вашето пешачење. На 20 јануари 1974 година започна со работа Орфеј, првиот диско клуб во Битола благодарение на 20 студенти делегати од клубот на студенти на вишите школи и правниот факултет во Битола. Објектот каде што беше лоциран диско клубот Орфеј беше во сопственост на СИЗот за домување, а со него раководеше клубот на студенти. Првото раководство се состоеше од 10 студенти, раководени од управителот Славчо Тасевски, а за музиката како дискчокеј беа задолжени Пеце, наречен Чаршафот, и Ѓорши Божиновски Гоше. Во рок од година дена раководството во клубот се менуваше во неколку наврати. Но се чини дека своите моменти на најголема популарност доживува кога на дискјокејската позиција се устоличува Никол Четерзиевски, клубот беше претесен да ги прими сите заинтересирани.
Така, за да се спречи гужва на влезот и во самиот клуб, беше поставен еден предуслов, а тоа е влез само парови, што би значело дека доколку немате партнер од спротивниот пол, не можете да влезете во истиот. Паролата влез само парови е нешто што и ден денес се памти и се пренесува од генерација на генерација како сведок на едно време. Куќата на Данабаш е градба од 1911 година. Куќата на Данабаш е еден од најубавите во битолското градежништво од пред Првата светска војна. Се состои од приземје и кати два влеза, јужен и источен. Јужниот е главниот и раскошниот што остава и посебен впечаток, кој ги прифаќа посетителите што доаѓаат од широк сокак. Заради визбените простории, кои се целосно над земјата, влезот до приземјето води преку мермерни скали, со странична ограда изведена со украсни столпчиња и со поширок подест над кој има плафонски сликарски изведби. Внатрешното предворие води во 4 простории и кон скалите за првиот кат. Источниот влез е засебен и е само за првиот кат. Собите насекаде се пространи и со високи таваници. Конструктивниот систем на објектот е од масивна тулена џидарија, додека меѓукатните конструкции се изведени, најверојатно, прва, втора, меѓукатна конструкција. Како и последната меѓукатна конструкција со дрвен гредоред и со дрвена покривна конструкција. Во архитектонското обликување на објектот видливи се западноевропските влијанија со складно синтетирани елементи не неоренесанса, рустика и класицизам. Овој објект по крајот на Втората светска војна станува седиште на Народниот музеј од Битола од 1952 до 1976 година. А денес во оваа куќа се сместени неколку конзулатски представништва и здруженија во Битола. Куќата на Аврам Нахмијас. Куќата е изградена во 1928 година на местото на претходно разрушена постара куќа и била во собственост на Аврам Нахмијас, битолчанец со еврејско потекло. Во неја живеел со своето семејство, сопруга и 4 деца. На кобниот 11. март 1943 година целото семејство, освен двете најмали деца, биле депортирани во Треблинка. Како се спасиле двете најмали деца, девојче и момче? Во попладневните часови на 10. март 1943 година децата на Аврам се играле заедно со децата на албанскиот конзул, кој живеел во некој од куќите наоколу. Вечерта, кога Аврам отишел да ги земи децата дома за спиење, албанскиот конзул му рекол: "Децата си играат многу убаво. Остави ги нека преспијат вечерва кај нас." Аврам се согласил и ги оставил таа ноќ да спијат во домот на конзулот. Следното утро, на 11. март, целото семејство било протерано од домот и во целата таа еуфорија никој не забележал дека двете деца фалат. Кога се подсмирило по улиците и низ градот, конзулот организирано ги испратил децата во Албанија, а оттаму биле префрлени во Италија. Дали албанскиот конзул ги задржал децата на спиење случајно или знаел што се подготвува основно во вечна тајна. Како и да било, сторил едно големо хумано дело. Судска зграда Битола е градба од 1958 година, која што е наменета за судот во Битола, а е дел на архитектот Борис Чипан. Денес во неја е сместен апелациониот суд Битола. Оваа зграда има поранешен назив Судска палата Битола. Е во употреба двокатна зграда со приземје, има стил модернизам, се наоѓа во Битола на булеварот 1 мај, број 63, во земјата Македонија, и сегашни станари во неа се апелациониот суд во Битола. Градбата е изведена под името Судска палата во Битола во 1958 година по барање на Државниот секретаријат за правосудна управа на Народна република Македонија. Во изминатото раздобје, градбата претрпува низ за измени кои го нарушуваат незиниот чист модернистички облик. Како и кај многу други случаи, незиниот рамен кров добива надградба и покрив, како и заоблена страшница пред самиот влез. Во судската зграда во Битола, како и во сличните судови во Штип и Велес, за прв пат јасно се гледа архитектонскиот јазик на авторот, спој помеѓу рационалистичката димензија во модернизмот и функционалистичката нишка на традиционалната архитектура. Објектот представува рационално решение на бел кубус, зместен врз основа од кршен камен. Главниот волум е изведен од бетон, а неговата фасадна рамнина е прекршена со низа брисолеи
и репетиција на стандардни прозорци. Единствената отстапка е влезот, кој е акцентиран со низа на столбови и мала висинска денивелација. На бела позадина од левата страна се наоѓа дел од народната носија, сааткулата со планината баба во позадина во средината на грбот, десно е столб од Хераклеја и грне, под кој се наоѓаат запчаници како символ на индустријата и вода која тече која ја представува реката Драгор, додека над сите е испишан датумот на ослободувањето на Битола, 4 ноември 1944, над кој пак се наоѓа петтокрака звезда како символ на социјализмот. Грбот на општина Битола е усвоен на 21 март 2006 година. На свечена седница на Советот на општината. Тој ги символизира богатата и длабока историја на Битола, а црвено, златниот штит ја представува современа Битола, подемот на нејзината урбана, духовна и материјална култура. Воедно со својата визуелна структура асоцира и на осончаните врвови на пелистерските молики и пелагониското златно класје. Со својот сферичен долен дел грбот асоцира на белиот амфитеатар во Хераклеја. На семантички и хералдички план значењето и символиката на грбот дополнително се засилени со чистата колоритна структура. Сината боја ги символизира граѓанското општество и демократијата. Црвената боја ги символизира животот и традицијата. Жолтата боја ги символизира духовното богатство и неговата моќ. Белата боја е метафора на моралната чистота и етиката. Споменикот кај гимназијата Јосип Броз Тито. Споменикот е подигнат во 1965 година, по повод 20-та годишница од победата над фашизмот. Посветен е на сите поранешни ученици кои се придружиле во борбата против фашистичкиот окупатор. Од нив, 6 се прогласени народни херои. Стив Наумов, Мирче Ацев, Кузман Јосифовски, Питу, Страшо Пинџур, Елпида Караманди, Борка Талевски. Реплика од споменикот е поставена во внатрешнота на гимназијата над која стои пораката. Ти што влегуваш овде како наш врсник знај, ние излеговме од овие клупи во вителна борба за да изгрее една светла точка на твојот школски глобус. Синан Сами Усеин, по потекло турчин од селото Десово, Прилепско. Ако си познат во Битола и си од Десово, многу е веројатно дека ќе те завикат Десоец, живеел на Црн мост, Битола, и велат дека умрел 1952 година, и велат дека си го предвидел и денот и часот кога ќе умре. Имал способност да согледува и минати случувања и да предвидува временски оддалечени настани. Бил многу правичен човек и со своите совети им помагал на сите, без оглед на вера, нација, статус и слично. Се сожалувал на тие што биле во неволја, но и ги прекорувал тие што биле напернати. Оделе луѓето кај него да чујат совет, секој со својата мака и нафака. Има приказна за дедото на Коле адвокато, Иван Воденчаро, кој бил замолен од некој негов пријател да го однесе кај Десоецо. Иван го одвраќал да не си го губи времето со такви бабини деветини. Сепак отишле и како што влегле во чекалната, Синан излегол и ги повикал и двајцата да влезат, а на Иван му се обратил: "Ела и ти, шо не верваш во мене?" И Десоецо му вели на Воденчаро: "Ти дома имаш крава?" "Имам." "Стелна е, така?" "Да, стелна е." Кога одиш дома сега, ки имаш теле, веќе родено, и ки има нишани и на ногата и на глата, телето." Овој се зачудил, или битолски кажано така останал и кога си заминал дома, кога ќе види, вистина дома веќе родено телето, со сите нишани на глата и на ногата. Заради ваквите способности на Синан Десоецо, и ден денец битолчани, кога некој нешто ќе погоди, ќе предвиди му се вели:
дебрети ко десоецо да си. Или ако не знаеш нешто кој ќе те прашат, ти му велиш, од кај да знам јас не сум десоец. Изразот десоец е се уште во употреба меѓу битолчани, и иако можеби не сите знаат од каде доаѓа, секој многу добро му го знае значењето. Знамето на општина Битола. Знамето на општина Битола било усвоено на 21 март 2006 година на свечена седница на Советот на општина Битола. Употреба – граѓанско знаме. С размер 1:2. Опис – бело поле со грбот на општината во центарот. Битола, бабам Битола. Битола, бабам Битола. Таму се живот живее. Таму се живот живее. Таму се јаде и пие. Битола, мајска природа. Битола, рајска градина. Со лични моми убави. На лице бели црвени. Битола, бабам Битола. Кој ми те тебе проколна? Да раѓаш моми убави. Да горат сите беќари. Крепи се, буцо, крепи се. Мене ме пијан пак носат. Мене ме пијан пак носат. Низ битолските чикмаци. Крепи се, буцо, крепи се. Битола да ја шетаме. Битола да ја шетаме. Дур да си пајтон најдиме. Ако одам во Битола. Ако одам во Битола. Ке прошетам по широк сокак. А на дембел чаршија. Кафе ке се напијам. Младост милно ке си спомињам. А на дембел чаршија. Кафе ке се напијам. Младост милно ке си спомињам. Ах, мори моме, како да речам. За Солуна, за Стамбола. Неа не давам. Ах, мори моме, како да речам. За Солуна, за Стамбола. Неа не давам. Ако одам во Битола. Ке си купам до 3 пајтона. Јас во еден ке седам. Ф други чалги ке свират. Ф трети товар, мерак ке носам. Јас во еден ке седам. Ф други чалги ке свират. Ф трети товар, мерак ке носам. Ах, мори моме, како да речам. За Солуна, за Стамбола. Неа не давам. Ах, мори моме, како да речам. За Солуна, за Стамбола. Неа не давам. За Солуна, за Стамбола. Битола не давам. Битолски, небитен лик. Курле, мадле.
Родителите се оние кои ја избираат девојката за сопруга на својот син, меѓутоа имало случај и момчето да ја произнесе својата желба. Но, тоа секогаш го правел внимателно, преку некој друг, со напомена дека сепак родителите најдобро знаат што да прават. Преку стројници или пријатели се пренесува пораката до семејството на девојката, а тоа доколку е заинтересирано дава сигнали дека е согласно, а ако не е, одоговлекува со одговорот или го одбива предлогот. Дадената согласност покренува редица состаноци и договори на кои се пречистуваат датумите, вредноста на подароците, висината на отплатата, ако девојката се купува, итн. Брусничката свадба била во недела и од тоа правило немало отстапување. Пред свадбата во четвртокот, во домот на младоженецот девојки месат погачи од пченично брашно, кои биле наменети за кумот, стариот сват и за свадбата. Со карта вино и ракија и со 2 погачи се канеле кумот и стариот сват. Во саботата се меси сваќата, погача без сол и месена со студена вода. Таа требало да има магична намена и се кршела на парчиња кога се поаѓало по невестата. Истовремено се плетел и венецот во кој учествувале и кумот и девојките. Чинот бил обреден и се пееле песни. Најпопуларна била оваа. Ви се венче, ви се кивче. Кој ке киски кити? Селски мали моми. Убавио ме завијајте. Оти ќе одам туѓо село. Да не шега ми се бијат. Пред поаѓањето по невестата, во неделата наутро се бричал зетот. Тоа го правел кумот, односно деверот, и со тоа символично се означувал почетокот на преминувањето меѓу возрастните. Со бајрак на чело, зетот ја поведувал поворката. Пред невестинската порта нив ги пречекувал таткото на невестата, а невестата с кришум, преку сито од прозорецот, го наблюдувала зетот и неговите роднини. Додека сватовите се гоштеваат, сестрата или другарка на невестата го кани зетот, со кого за цело време се прават шеги. Донесениот венец, исплетен во домот на зетот, сега стариот сват го става на главата на невестата. Сето тоа се следи со пригодни обредни песни. До почетокот на 20-тиот век, односно до подигањето на храмот Свети Спас, сите венчавки се обавувале во единствената црква Св. Димитрија. Со свирки и песни со невестата качена на конј, по венчавањето сите се упатуваат во зетовскиот дом. Таму продолжува веселбата. За сето време околу невестата се наоѓа помалиот сват, девери или другари на зетот, кои ја чуваат и помагаат. Тие претходно ќе и помогнат да слезе од конјот пред зетовската порта, каде што ја очекува свекорот, односно свекрвата. Пред да слезе во новиот дом на подпорната греда, таа прави символичен знак во вид на крст со подаденото масло и шеќер. Веднаш потоа внатре и се нуди столица на која седнува и во скутот и се става машко дете, чие значење е уште во првата година од бракот да добие машко дете. Додека другите јадат и се веселат, невестата гувее, молчи и дреме, стоејќи простум. При бакнувањето рака, кое се случува во време на ручекот, неа ја даруваат сите. Најголемиот дар потекнува од кумот и стариот сват. На дадениот знак вечерта, младите се повлекуваат во претходно подготвената соба. На обајцата од постари блиски роднини, поединечно им се даваат упатства за однесувањето во брачната постела. Веста дека невестата е чесна, по проверка на чаршавот од стариот сват и неговата жена, како и од свекрвата, се објавува со пушка. Веднаш потоа се вари сладка, блага, ракија и таа им се нуди на сите што ќе дојдат во домот.
Радосната вест се испраќа и на родителите на невестата, со јаболко украсено со жолтица. Доколку невестата била нечесна, тогаш таа во некој случај била качена на конј или магаре, со лицето кон задникот и со опашката во рацете, им се враќала на родителите. Овој груп обичај подоцна се изменил, а непријатната вест на нејзините родители им се соопштувала, исто така со испраќање јаболко, но сега со лута пиперка украсена. Случајот се настојувал да се заборави и за Бошоти, макар што раскараните јатрви во караниците ќе го истакнеле. Глеј шо е. Натаму, маглиште, Тоа